Ова што го збориш Радуша, тоа е точно. Радуша и од таа страна према Радуша кон и од таа страна кон Јегуновсе постои отворен коп и фабрика, топилница која што се вика Југохром, во која што работеа илјадници луѓе и илјадници семејства живееа од тој рудник и од таа топилница. И така наречени deal-oriented екологисти од тогаш Тетово, наводно Југохром загадувало во Тетово. Нема врска. Тетово е денеска позагадено било од кога Југохром не работи. Зошто? Југохром представуваше конкуренција за некои поголеми играчи кои што произведуваа исто така производи од руда од хром и манган, регионални играчи кои што ја плаќаа приказката на така наречените profit-based екологисти од кај нас, кои што протестираа и под притисок се затвори топилницата и рудникот. И сега рудникот стои отворен, Југохром пропаѓа, заради тоа што не се експлоатира рудникот, тек сега има опасност да се загади цела околина, водата и изворите во Рашче, а меѓу другото, илјадници семејства ја изгубија работата во Југохром. Тоа е ефектот на полуинформирани и профит-ориентед екологисти. Тоа се стратешки објекти на државата. И за такво делување ја би ги гонал за саботажа.